Radio Goldi 103 FM стерео. Добре дојдовте во емисијата Среда среќно, заедно со вашиот домакин Божана Ќуавкова. Часот и 10 минути. Добар ден и среќен ден од студиото на Радио Голди. Денеска 18 февруари 2026 година. Започнуваме со Среда среќно. Од вчерашната најава знаете дека денес ќе разговараме со човекот кој за својата скромност носи импозантна научна биографија, доктор на технички науки, научен советник, истражувач, професор и долгогодишен раководител на најголемата научна институција во областа на материјалите во соседна Србија. Добитник на награда за животно дело Гемиджи на Велес, човек со над 220 научни трудови, учесник на повеќе од 120 меѓународни конференции, прв добитник на поранешна Југославија на високо признание од Интернационален институт за заварување. Наш сограѓанин е денеска доктор Венцислав Грабулов, велешанец кој изгради својата меѓународна кариера во Белград, но никогаш не ја прекина врската со родниот Велес. Ќе разговараме за наука, за варување, истражувачки предизвици, за македонската заедница во Србија и за љубовта кон родниот град Велес. И затоа топло добре дојде му велам со едно велешкоро. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден на вас и на вашите слушатели. Чест и задоволство ми е што можам да го споделам ова време со вас. И нас ни е драго, и реакцијата на нашите слушатели беше позитивна и верувам дека го чекаат со нетрпение разговорот. Редовно доаѓате во Велес и така и овој пат. Која беше причината? Има многу причини. Да. Секој доаѓање во Велес е поврзано со повеќе причини. Се разбира, датумот е избран 14 февруари, Свети Трифун. Имам пријатели, другари, кои што се заљубеници во вино, произведуваат вино и доаѓам да бидам дел од тој настан. Тука среќавам разни многу драги пријатели, ликови со кои што сум се дружал и се понатаму, и се обидувам да покушам да се обидувам да спојам корисно со она што го сакам, а тоа е да се видам и со својата генерација од матурантска, од гимназија која сме матурирале 1970 година, благодарејќи на моите соученици и двајца организатори како што е Пенчо Јаневски и Владо Стојанов, како сакат или Владо Стојанов, Пенчо Јаневски, они преземаат организацијата. На моје големо задоволство се собираме генерацијата, ми излегуваат во пресет кога сум тука и имам пон програм со фамилијата, ручоци, со другарите и така натаму, ќе ги спомнам подосна, да. И со луѓе кои што во животот ми значеле. Секој кога ќе сретнам ми изразива некое чувство, разбирате. Некој ќе го сретнам и ќе се сетам, па бевме таму заедно, овака. Уживам во секој доаѓање во Велес, во секој поглед. За вас имам слушнато многу и прочитано, иако сум ја од помладата генерација, но ве запознав преку винаријата 300, каде што заедно сме пријатели на таа винарија и споделуваме убави моменти кога има повод за дружење, нели, и за се разбира обредите што се на лозијата од каде што пиеме вино и ракија од кај Ристо Ташев. Еве го поздравуваме и него.
Специјален поздрав. Ристо Ташев, кога во една прилика ме поздрави, пошто после некоја пауза се појавив на таа прослава, а доаѓам со задоволство затоа што тука среќавам, например, Миле Карага, тај дете со кој што седнавме првиот ден во школа во иста клупа. Истрнавме заедно во музичко училиште, армоника и така натаму првата генерација. А Ристо каже на голема вистина, ние вика словенци се дружевме кога немавме ништо, а имавме се. И така, тоа е на голема вистина и специјални поздрави. Да. Исто така, вашето презиме асоцира на една наша професорка, Виолета Грабулова, која што многу ја почитувавме, а и не тераше многу на дисциплина. Дали таа влијаше во вашето воспитување и можеби незината професија беше пресудна да одите на научна ориентација во животот? Малку измешано, да кажам, овака. Да, јас сум син на Виолета Грабулова, заправо она е сопруга на Киро Грабуловски. Да. Меѓутоа, знаете како велешаните горди, татко ми дошол домазет, како викаат, да. И она не дозволила да ми имаме презиме Приневско, така да јас сум единствен Грабулов. Овака, она важеше за строга професорка, или наставник, како сакате. Она не беше строга со мене, на мене повеќе од таа гледна точка влијаеше мојот дедо, така да и кога ќе направив некој, како викаат, дечи пустос, дедо би разговараше со мене, имаше поголем авторитет. Она не беше некоја која ме буткаше, јас и така бев малку нестрплив, брз, покушаваше да ме смири, али во секој случај влијаеше на мојата кариера, се разбира. Добро, еве и она оставила трак од незиното работење, исто така и вие, а еве сите овие работи што ги набројував навистина покажуваат дека имате богата кариера зад вас. Вие сте дел од таа златна генерација која што замина за Белград. Многу звучни имиња имаме од таму, можеме сега и да ги спомнеме. Зошто заминавте таму, а не, например, во Америка, во Лондон и така натаму, затоа што сега предизвик на младите е таму, а тогаш во Југославија беше Белград. Да, мораме да го гледаме политичкиот контекст. Таа Југославија, се разбира, јас кога зборувам за таа држава, не можам да бидам објективен, веројатно има некоја субјективна црта, меѓутоа морам да кажам дека тогаш Белград беше некој, не да кажем сон. Во Скопје имаше факултети, али имаше и некои факултети, не постоја сите. Не постојаше, значи, смер техничка физика на електротехнички факултет, тоа е атомска физика и тука велешани одеа масовно, некој смер на машински не беше задолжен. Во тоа време немаше фармацеутски и рударски факултет, па таа беа во главно македонски студенти. Тогаш не размислувавме за одење во странство. Значи, да ви кажам, мала дигресија, кога заврши факултет, након 5-6 години, еден од моите војковци докторираше тука и замина за Америка. Он е, како да кажам, прв братовчет на мојата мајка, беше смакнут генерацијски, он е 10 години само беше постар од мене, ме повика за Америка. И разбирате дека во разговорот со него заклучив дека немаме стандард ко американците, а живееме поквалитетен живот. Поквалитетно социјален живот. Имавме дружење, сабота недела во нечија викендица, одевме на одмор редовно, одевме на скијање редовно. Американците вика си го дозволуваат тоа, ако ќе отидат во пензија, па на Мајами Бич ке купат куќа, па уживаат во пензијата. Заклучив дека можда е добро да возам и Рено 4 или некој Застав или 300, и да патувам 2 дена до море и да уживам, него таму да размислувам како ќе биде со социјалниот живот. Не беше Америка тогаш сон. Добро, како ве пречека Белград тогаш? Тој голем град. Како се снајдовте како студент? Почнавме да кажам овака, многу велеше мислат Венци Винча, атомска физика. Јас заминав за Белград
уште во основно училиште и во, како се вика, во гимназијата, бев залюбеник во физика, одев на превари и атомска физика беше тогаш во мода. И јас заминав во Beograd да запишам атомска физика. Ама не верувам дека судбината делува, ама прстот на судбината си ги меша, се замеша тука. Влегувам во возот во Велес за Белград, тоа беше воз Битола Венеција. Не одев не со возот Атина Париз или Солун Минхен, беше пол со грци, неговој воз беше за нас добар. И ете, седнав со Стеван Босотов и Гицо, тоа се двајца велешени, покасно легенди, успешни. Едниот беше генерален директор на металски завод Тито, другиот беше во службата на безбедност на Македонија, високо котиран електроинженер. Они апсолвенти, јас они во возот и они ми кажуваат, чекај, кај си тргнал? Пред 4 години Ранко испадна, Винча се гаси, Ахтомскиот програм во Југославија се гаси. Кај ќе работиш ти со атомска физика? Меѓутоа, Beograd како ме дочека. И поред тоа што имав добар смештај, бидејќи дедом имаше родена сестра, професорка на факултет во Beograd, сместен сум таму, ама они ме шетаа по домовите македонци таму, лево десно, беше Велешака Катица Чулавко, не Катица Чулавко, пардон, него Чумбева, се извинувам. Катица Чулавко, иначе еден од моите идоли, да се разбереме, од младински дерови. Тоа иначе сега почитуван академик, а јас, благодарејќи на неа, влегов и во општествено-политички води, да се разбереме, мој ментор. Па не случајно ја спомнавме, не? Не, па не случајно, што се кажува, како се вика, Чумбева, Павлина беше таа, колешка студира технологија. И тука нешто, и по тие журки, да кажам, или додека чекав да се запишам на електротехника, ја сменив одлуката. Бегам од електротехника, логично се вратам во Скопје, таму има технолошко-металуршка, како бе тоа избор. Не знам ни како беше до тој избор дојде, али ме пречека Beograd така, и вистина е тоа што викаат, кој дошол во Beograd, се напил савска вода, останува таму, и јас така останав, ете. Да, толку години сте таму и сега и покрај тоа што сте пензионер, се уште сте активен. Кога свативте дека науката ќе биде вашиот животен пат? Сватив може после 4-та година. За време на тоа лето имав некоја, како се вика, студентска пракса. Иначе, кога запишав технолошко-металуршки, не мислев баш многу на металургија, мада на ум ја имав топилницата во Велес. На втора година конкурирав за стипендија на Железара Скопје и добив стипендија и беше јасно дека ќе одам во металургија. Мада денеска сум попознат некој металург као стручник за метални материјали и сигурност на конструкции и така натаму. Меѓутоа, логично беше и се размислував дека ќе работам или во железарница или некаде. Меѓутоа, во Значи сте мислеле да се вратите? До некој време. И тоа лето беше пресудно. Таа студентска пракса во Скопје, така да нешто не би се допадна да не се враќам на... А во исто време, јас и како студент бев прилично активен, добив некоја понуда прелиминарно да разговарам за вработување во Институтот на безбедност, што се формираше тогаш. Меѓутоа, сватив дека тоа не е баш научен институт и така натаму, и бев многу близу и заpravo бев примен практично као асистент на факултет. Договор не подпишувам. Каков просек имавте? Не нарочито, околу 9, помалку од 9, али не е важно. Мислам, али оде брзо. Во генерацијата, па како што и овде. Јас, кога рече некој, ти си генија, ја не сум генија, него бев брз, нестрплив. Ја прерипав еден клас, една година порано тргнав на школу и со 17 години стасав на факултет. Ете така, исто и овдека. Не се случило да паднам. Ама како ви дојде таа идеја да ги полагате испитите пред време? Не, испитите не, ги полагав орок. Во првиот рок и си слободен. Мислам, али добро, не може се баш така, нешто ќе останеш и за наесен, али мислам да се разбереме, на факултетот има понуда за да останам, меѓутоа во исто време
Војно-техничкиот институт во Белород распишува после 12 години конкурс за 4 инженера, меѓу ние 20 металурзи. Ние имавме слушано дека во тој институт работат некои светски имиња кои што се пред своето време. Не треба да мислите дека претерувам, али треба да сватите дека во тоа време Југославија е еден голем извозник на наоружање и војна опрема и дека има своји технологии за своји материјали од панцирни челици до оклопи, челици за оклоп до овие, како се вика, за други средства за наоружање и дека таму работат некои анонимни професори кои што после се покажа дека се пионери во светски кругови. И јас имав среќа да работам со такви. Еден од нив е заправо генерал професор Александар Радовиќ, да кажам, мој втор татко. Иначе, што се кариерата тиче, тој човек, сега воведена европска награда за Александар Радовиќ и јас ја добив као некој што постигнал во тоа подрече нешто и сакам да го кажам, јас сум таков, го спомнувам тоа име и на другите мои ментори што ми биле ни животот, ја се најажувам и малку гласот почнува да ми трепери, али тоа беше една ситуација кога голем изазов. Некој ќе помисли дека отидов во антички институт бидејќи беше поголема плата и поголема шанса се добие стан. Не. Во тој момент тоа така не размислував, него размислував дека таму ќе работам нешто што ретко кој работи и тоа се преломи кога мисле дали асистент или ова. После се вратив на факултет успут. Значи, професионално веќе се закотвувате таму, меѓутоа, љубовно не. Си земавте жена од Македонија. Да. Како се случи тоа? Па да ви кажам, тоа е врска од мои гимназијски денови, а мојата сопруга е иначе коничанка, позната фамилија Чупчеви, да кажам, многу драга во фамилија. Да. Се разбира, ја кога кажувам, кога ќе дојде тука ќе ги набрам другарите и кажам Балдазата е најважна Марија, Баџанакот, Анде, нивните фамилии на незиниот брат, на жал починато Оката, што го вика Чупчев, познати се. И во секој случај уживам. А со неа така имавме таа врска од млади денови, она бе 8 оделение, јас 3 клас гимназија, а 1 година разлика. И така, и онда се случи да она одлучи да студира фармација, пошто во Скопје нема фармација, да дојде во Белород да бидеме заедни и така останавме. Имаме 2 сина и... Да, и синовите исто ви се научници? Жената е фармацеут. Она фармацеут, сега е во пензија како и јас. А синовите тачно, постариот син е докторираше во Холандија, во Делфт, работи во Америка, во Google, постариот син. Помалиот е од друга страна успешен професионално, он беше вработен во Price Waterhouse, а сега е KPMG, тоа се две фирми од големата четворка ревизорски куќи кои што он се бави со форезника и така натаму и има тука некоја исто меѓународна слава и најврните светски лиценци за финансиски, како се вика, малверзации. Да, ова го спомнав затоа што за еден комплетен успешен човек, бидејќи ова емисија е Среда среќно, треба да бидеш успешен и во професионална гледна точка и на семејна. А тоа вие сте го успеале. Да. Немам причина да бидам незадоволен и не сме од тие родители, ајде уште, сакаме да децата имаат и свој живот и приватен и драго ни е што и едниот и другиот имаат своји хоби и уживаат. Светили се на својата работа, али наоѓаат време и за други работи. Луѓе доаѓа од Велес, ве побаруваа таму? Да кажам, малку нескромно, мене ме вика некој задушна баба, али некој вика велешки козу. Прво да се разбереме, ние велешаните носиме нешто што ја не претерувам вечно другите македонци не носат. Не знам.
Или така мислиме само? Можда мислиме, али се случува да ви кажам. Ние знаеме, град, Битола бил град на конзули, Скопје била касаба, мислам, пред век, пред 2 века и така натаму. Крушево бил поголемо 900 година Скопје, например. И така натаму. И сите држиме дека, а ние велешаните као ние сме биле некој град со градска традиција и така натаму. Добро, раскрсница и има тука вистина, веројатно. Веле се прво се отворило. Tako, ako така гледаме, да. И ако гледаме ваш колега, иначе да спомнам, успешен македонец во Белград, доктор Костов, он е од Кочани, али е новинар и работи во државна телевизија ко хонорарен соработник, води емисии посветени на македонското малцинство и со успешни македонци. И јас бев кај него еден од гостите и он ми постави многу убаво прашање. Он знаејќи велешката, како се вика, на карма наша, а иначе е пријател на Пенчо Јаревски, се наоѓа добри луѓе секако. Вика, ако братот од север му пружи рака на братот на југ, а тоа од југ кон север, па и од исток или запад си пражат раци, тие раци ќе се вкрстат над Велес. И онда се Велес е тука центарот на се, и така држиме. И да ви кажам, значи, така почнало, а и пред мене било. И ја, кога дојдов, некој ме пречекал. Гостата Ницо. И јас пречекував многу велешен. И сите што дошли да запишат факултет и покасно успешни као Беличев, Пепи Беличев, за жал го нема со нас, ние го викаме Пепи Беличев, он е Петар во Србија познат, или Лјупчо Аџиевски, и тоа се реши, тие се, да кажам мои деца. И дојда на атомска физика, поготово Пепи, благодарејќи тоа што ја не успеа, па успеа да го преку него направам. Доктор Милчо исто беше, нели? Доктор Милчо, да. Доктор Милчо дојде во меѓувреме и томе на Демниева Гордана сопругот, дојда во меѓувреме. Милчо, медицина, електротехника, тоа се ние велешен што во тоа време се дружат. Лилјана Соколова. Така е, браво. Вие повеќе, видите, Лилјана Соколова е дел на тоа. Аргита, исто, адвокат е во Белград. Така е. Да. А иначе Соколова живее сега во Сомбор, она исто беше прилично успешна во пензија сега, али она беше началник на округ. Тоа е, да кажам, голема функција и така, например, не има, разбирате, и ето видите по правило успешни сме, а тоа ти наметнува и обврска. Ако си од Велес, onda мораш да се гордееш, али имаш и обврска. Да, малку подоле од разговорот ќе разговараме и за вашата активност во македонските здруженија, но сега да одиме малку на струката. Работевте 3 децении во Војно-техничкиот институт во Белград. Кој период ви беше најпредизвикувачки? Научно најпредизвикувачки беше од првиот ден до, за жал, крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите, додека не почна распадот на државата. Ви можете да замислите, во тоа време имавме во план да се работат големи производи, најголем беше, ние работевме авиони, кој ќе кажам, ние мислам на СФРЈ, работевме школски авиони. Галем беше еден од најценените школски авиони, значи не бомбардери, не ловци, али во оваа дел за метални материјали кај што работевме, имавме тенкот, кај што беше одлука да сите материјали и технологии бидат домашни, да не плаќаме на никого ништо, да не зависиме од никого. И сега можете да замислите, ти освајаш нов панцирен челик. Тоа беше моја задача, наравно со Аса Радовиќ, под негова менторство.
Работиш, ти си една од 7 земји која има тоа. Секој ден одиш да направиш експеримент. Ќе направиш шаржа, па ќе додадеш малку никел, малку помалку ова, она, не си играме него сознање и онда цел ден испитуваш на полигонот и вечерта не си уморен, него размислуваш успеа експериментот или не, ако не успеа, зошто не успеа експериментот, и тоа беше предизвикувачи. Освоиш еден материјал, освоиш друг материјал. Мојот магистарски е развој на челик за подморница. Никој пат од тој челик не е направена подморница, бидејќи во меѓувреме донесена одлука да нашите подморници нема да одат по океани, нема потреба да имам тако јака подморница, мислам со голема јакост. Не сме многу компетентни да се такмичиме со русите и американците за подморници, али за тенкови можеме. Нашиот тенк беше најдобар и најдобар извозен производ, али корист имаше и цивилниот сектор. Кога се освои тој челик и се рековме не правиме од него подморница, тој челик стана најголем извозен производ на нашата металургија као челик за садови под притисок. И можете да замислите како и цивилниот сектор има корист. Да кажаме една работа што ја кажувам и на студентите. Војната као начин на решавање на проблеми не е добра. Не да не е добра, него е лоша. Во војната сите се губитници. Чак и тој што мисли дека нешто победил е губитник. Се губат животи, се губи многу работа. Меѓутоа, една позитивна работа има. Припремата за војната кај сите земји предизвикува да се вложуваат средства, да се направи некое ново оружје да го нанесе штета на непријателот, а така се развиваат нови материјали, нови технологии. Така да сега ова што имаме, што сум работел се за тенкот, оклопни материјали или материјали отпорни на големо брзина на действување на силата, тоа се користи во цивилниот сектор. Може да направиш сега кола, која што ќе оди 300 на сат и кога ќе удри во ударна рупа нема да се скрши во дупка во асфалтот, нема да се скрши. Се работи за тоа да зборуваме со едноставен јазик. Технологијата напредувала, а ние сме работеле така во тоа време, сакам да кажам, условите кај што работеле. Не мора да бидеш генералец. Него не имаме такви услови за работа кај што штета да не постане. И покрај тоа што немаше компјутери тогаш? Не, немаше компјутери, али имаше нови методологии за оцена на однесување на материјалите при различити услови на оптеретување. Тоа е некоја тема што е пред пар месеци во Скопје на поповик на Машински факултет. Ја имав на Белодром. Еден од ретките сум што имал прилика да тоа го работи. За жал сега не развиваме нови материјали и така натаму. Така е. Што значи да се биде генерален директор на најголемата научна институција во Србија во областа на материјалите? Да, одлично сте информирани. Овака 32 години работам во Технички институт и да кажам тоа истражување. Имав и организацијска висока функција, бев начелник на оделение за метални материјали за сите три вида на војска, и воздухопловство, и морнарица, и пешадија. Меѓутоа, ето пак игра на случај, Институтот за испитување материјали кој е препан со прекрасни кадрови, успешни кадрови, таа година 2008 беше поделен како лубеница на пола. Тоа е наша судбина балканска. Две јаки личности се кандидати за директор и кој год да биде одив избрана, другата ќе аминира и ќе има неслога во колективот. И државните представници од Министерството за наука тогаш донеа одлука да се прими човек острана. И осетив некоја шанса дека може би сакав да се опробам како и успеам да кажам да бидам поставен. Ако нешто направив да ги помирам сите струи, сите работат заедно. Во извршните директори беа... Ги обединивте ви. И двете дами, моите колешки беа во извршни директори и одлично се работувавме и тој институт е со најдолга традиција од градежните институти во регионот и така натаму. Има учествувал и тогаш во сите инфраструктурни проекти, а оно што е најважно, Бранко Жежелј е основаш на тој институт. Тие што се бават со градежство знаат, Жежелј е систем на градење кој е патентиран во 50-тите години. Како брза градба, така? За брза градба.
Он прв направил, значи, преднапрегнат бетон и направил градење со предфабриковани елементи, кој него коски. Се лее бетон, нема шалување, се лее бетон на лице место и се, кој лего коски се прави. Тој систем во цел свет познат ко ИМС систем на градење. Ако ќе кажем ИМС систем на градење, никој многу не знае што значи ИМС систем, као што ние одиме да купуваме каладонт, а практично купуваме паста за заби, а каладонт е првата фабрика што направила паста за заби. Како што викаме палома. Така. Да. Или така, или жилет чак. Да. Така, тој ИМС систем градење, тој е Институтот за материјали на Србија. А Бранко Жежер, и јас се гордеам што сум негов наследник, малку ми е непријатно, јас сум бил 15 години директор, он само 14, али он академик. Тој институт е извор на кадрови, 5 академика од тому почнал и така натаму, сакам да кажам, он е еден од основачите, односно прв директор на тој институт и така 78 години постои. За мене тоа беше, како да кажам, голем предизвик, одговорност, обврска и задоволство да бидам начело на таква куќа и тука се покажав и како организатор. Дали сега се гради на тој начин? Да, Белград. А кај нас во Македонија дали се гради? Не, да ви кажем, нема потреба. Сега нема масовно градење. Да. Али се гради. Рецимо, сега кубанците се појавија, пошто пред 55 години во Куба е цела, значи, нова Хавана е направена и Сантјаго де Куба во тој систем. Сега се отвараат кубанците, повторно бараат, мада тој систем го има модифицирано фресине, французи, има и руски, со насака. Бидејќи кога се таму и тајкуни, и тајфуни заправо, и други невремења, најмала штета има на нашите згради од пред 50-60 години и амбасадорот Кубански која дојде нов после олабувањето на американската блокада, он дојде во четврток, во петок бараше состанок со мене, во понеделник да се сретнеме, а во вторник ги предаваше агреманите. И инсистира да дојдете таму да подпишеме, чекај веќе дојдат луѓе, јас не сум градежен инженер, имаме мултидисциплинарна куќа, ќе дојдат други и така. Меѓутоа сакам да кажам дека тој систем постои и институтот добро работи на среќа и вон политика, што е многу важно во овие времења. Гледаме какви случаеви има сега земјотресите во Турција кога беа, не знам дали пратевте кога се симнуваше цела зграда. Тоа е страшно. Се разбира, да се разбереме, многу со лесен материјал. Тоа е посебна посебен дел на наука е. Значи тоа е земјотресно инженерство и градење на објекти отпорни на земјотрес. Позната е таа работа, кој е гај, кој сака да заштеди пари, ете за така доаѓа до трагедии. Вие воведовте нови методологии во оценувањето на заврливоста и механика на лом. Што значи тоа кратко? Врло кратко, многу кратко. Значи, заваривање е еден од начините на обликување на конструкциите, значи спајање. Сам по себе тоа е грешка. Значи, имате хомоген материјал, а сега кога заварувате, знаете, имате дел кој се топи, па дел кој има доживеал термички промени и структурни промени, така да имате една папазјанија од микроструктури и особини на материјалот. Имам среќа да работам со Аца Радович, кој што во главата своја имаше методологија како се проценува. Таа заварливост не е особина која се мери, као нешто за течност. 2 литра, 3 литра, 5 литра, или тежина на бананите, 100 грама, 200 грама, кило. Не е математика, нема. Одека има, значи, процена преку многу тестови и така натаму. Да. И таа методологија која осмисли, тоа е, значи, процена од неколку материјали кои имаат слични особини, кој е погоден за заварување. Од некои
кој ќе го завариш ќе пука, а другиот нема да пука, да кажам едноставно. Ете, и тука имаме своји методи, и тука имаме доприноси, и тука имам и јас своји доприноси, има неколку методи кои што се стандардизирани и мора да кажам. Дали се применуваат тие? Како да не, сега тоа е више класика. Али во тоа време треба да разберете дека кога се појавивме ние дека живост, рецимо критериум на заварливост, сите се чудеа. Верујте, сите се чудеа. Бевме во ИСО стандардизација комитетот во Милано со професор Стојан Седмак, кој е еден од пионерите на механика на лома. Ја имам среќа да работам и со едните и со другиот. Бев мали од палуби, што викато, но и помоштикот, али успеав. Има тука група македонци, да се разбереме, се направи центар во бивша Југославија. Од тие група македонци, да кажам, е професор Аджиев од Скопје, значи Тошо Аджиев, стариот, неговиот син Ѓорџи исто, они во Беорад работеа докторат и беа дел во тој тим и беа во Америка, во америчкиот бюро за стандардизација. Значи 5 фирми од светот, 5 лаборатории кои што развива механика на тоа време. Може би некои развивале, не сме знаеле. Американците не поврзаа и работеве на не на одавање на војни тајни, него развој на тестовите и методологијата да се стандардизираат. Значи професор Аджиев беше, Благој Петровски исто е професор, ој е иначе од Свети Николе, али во Нови Сад има завршено, па во Белград работеше на технолошкиот факултет и тој мојата маленкост. Ние сме тројца македонски од тие првите генерации што почнаа со механика лома да се бават и ете. Исто така, вие сте и прв од поранешна Југославија добитник на признанието на Интернационалниот институт за заварување. Вака. Интернационалниот институт за заварување е светска заварувачка организација, али да не кажам да постои само на папир, него постои со своја зграда, кој Обединените нации со вработени 70-тина ги има разни комисии, значи она делува така и има своји стандарди и процедури по кои што се работи и има разни награди. Една награда е за намлад млад истраживач, па има награда за кој развил нова технологија на заварување, кој развил нов додатен материјал. Една од наградите се вика за регионална соработка и образложението е ако си допринел на подобрување на животот со развој на нови технологии што ќе го подобрат животот во некој регион. И јас се гордеам со тоа што тука направив после војната регионот екс-југословенски да се спои макар заварувањето. Заварувањето спојува, тоа е нашето гесло. Ако некои политичари дале допринос да се скараме, да развоиме, ајде ние да си помагаме. Упатени сме едни на други и тоа ме препозна. Нема да верувате. Сите републики мене ме предложија не од своја страна, него предложија Грабово Венцислав, него ја имав номинација, они не може да верат како номинација од Хрватска, ти си Србин као, пошто јас представам Србија, или од Словенија, па луѓе, ние сме заварувачи, ние живееме заедно, баталите тоа. За жал Македонија не е тука, да кажам, член ни Босна, тоа е скапа играчка. Јас се тогаш потрудив да Македонија, чак и под уставното име, кога не беше ни решено проблемот со името, и професорот Аджиев и неговиот помалиот син се потрудија, беа ко посматрачи на 2 годишни собранија, меѓутоа знаете што нема средства и не можам ништо да заврам. Македонија има кадрови, али соработуваме па преку нашето здружение Македонија е застапена и таму на некој начин. Значи секогаш Македонија е присутна кај вас, да. Истото случај со Босна, да се разбереме, и Црна Гора. Црна Гора нема ни многу амбиции за сега. Исто така сте биле и член на бордот на директори на оваа светска организација. Колку е важно регионот да биде вклучен во светските научни текови? Иако одговоривте на неја. Не, да ви кажам, многу е важно. Се работи за нешто друго. Не би сакал да мешаме политика, бидејќи јас станав член на бордот на директорите 20 година, а војната во Украина пошла 22. И малку и тука ќе задржиме, али сакам да кажам, таа институција постои од 48 година. И то ондашна ДФР, Демократска федеративна република Југославија, е една од основачите. Никој пат не сме имале
во бордот на директорите имате 9 директора кои што се избрани и 3 кои се по функција. Тоа по функција не го броам. Ако Загреб или не знам Белград организира, како се вика, годишно собрание, 3 години мандатот, година пред собранието, година за време собранието и година има едно место. Али од овие 9 избрани, никој пат не влегол никој од Источна Европа. Зошто? Тогаш беше железна, Пердешо вика, Полска, Чешка, али пазите, тоа се индустријски сили. И били и пред Втората светска војна и после Втората светска. Нема од представници. Нема представници од Румунија, Бугарија, а нема од екс Југославија. Разбирате, од бивша Југославија. И онда, како се вика, влегов таа 20-та, ко прв, онда после мене влезе колешка од Украина, малку да се, не викам дека, али има некоја политичка позадина чак и во тоа. И онда дојде проблем. Почна војната и ќе се донесе резолуција да ги исклучиме русите. Чекај сега. Не сум русофил. Али ние сме техничка организација. Некој ќе ми каже мене, разбирате, да, али нападнаа суверена држава. Па и американците и англезите нападнаа суверена држава Ирак. Па што стана ништо. НАТО е нападна суверена држава екс Југославија. Разбирате, да не мешаме политика, али сакам да кажам, значајно е тоа и за регионот и прво наградата, значи, признаа дека и вој регион добро е што го оценија тоа добро. Иначе таа награда носи име на Крис Молбон. Тој е иначе човек кој што стварно целиот живот го посвети да спои таму и во Африка, некои држави и ние на Балканот. Тоа и со бордот директорите тоа на некој начин да те ми помогна да можам да останам уште некоја година да работам, бидејќи јас бев во државна служба со 65 години се оди у пензија, изузетно се продолжува по разни критериуми да се доднесе, јас тоа го искористив. Па и сега сте се уште активен, предавате на повеќе факултети и сте ментор на бројни докторски дисертации. Што е најважно да им се пренесе на младите инженери? Да кажам така значи на факултети што предавам тоа сега се само на докторски студии, а ова што предавам на разни факултети тоа се за меѓународни лиценци за сигурност на конструкции, кај што пристап имаат дипломирани инженери на машинци, градежници, електротехничари и металовци. А ова што треба на младите се пренесе? Младите, секој млад, треба да работи во животот, да избере да работи оно што го сака. Бидејќи кога работи оно што го сака, работата нема да му биде обврска, него ќе му биде задоволство. И онда ќе спои две добра, разбирате, ќе работи тоа што сака и ќе биде успешен, се разбира да чина добри дела, секој пат ќе им се врати и да го пренесуваат своето знаење, а не да го чуваат љубоморно, бидејќи и кога ќе пренесеш знаење, ќе чуеш мислење на другата страна, па ќе видиш дали твоето знаење може да се надогради и значи, чак и во такви дискусии имате корист. Важно е да работат тоа што сакаат и со љубов. И повеќе да се вклучуваат, особено мажите, нели, во оваа професија. Да. Бидејќи знаеме дека малку е игнорирана сега во последно време, барем во Македонија. Не одат на тие факултети да се запишуваат. Има воопшто пад, има проблем. Сега е IT технологија во мода, разбирате. Јас не знам како ќе се заврши оваа приказка со вештачката интелигенција, да се разбереме. Па добро, таа треба да не биде само помош, а не да не заменува во работата. Не сум стручак на IT, меѓутоа е корисна вештачката интелигенција и страх ме фаќа. Ако она почнува да размислува како човек, а во човечката природа е да сите што знаат твоите брлјотини што си ги правил како дете, да ги тргнеш, да нема сведоци, а да ќе дојдеме во ситуација да бидеме мета на
таа интелигенција, не знам, Добро, вештачката интелигенција не може да направи научен труд, или со вештачката може да се направи научен труд. Зад вас има 220 научни трудови, 100 цитати. Кој труд ви е најдраг лично вам? Па, знаете како, тоа ти е кој дете, да кажам. Секој ти е драго, се разбира, ако сакам да кажам, кој ми е лично најдраг, тачно најдраг ми е две групи. Едната група е она на која докторирав, а тоа случајно ми падна на памет, бев по друга причина на специализација на Imperial College во Лондон, да мерам некој промена падна потенцијала за големина на прснатината, и ми падна на памет, пошто работевме пред тоа со инструментирано хладно, морам да кажам втори во светот, гледам они како се мачат и ми падна на памет да нешто предложив, и тоа после се изроди во методологија за оцена на кривата на отпорноста. Значи да мерите која енергија е потребна кога имате пукнатина, да таа пукнатина напредува, и тоа ни беше многу важно. Тогаш беше и да се направи, замислите, на еден примерок во услови на ударно дејствување. Тие што се бава со тоа знаеш што е шарп и клад, но тој труд е, да кажам, најдраг, бидејќи ми реши проблема со докторатот. Јас требаше да работам докторат, нешто што беше поврзано со словенците, а ние се растураме и така натаму. Така да, ова. И една група која се бави со енергија на создавање на прснатина, пукнатина или енергија на ширење, тоа го воведовме како критериум за оценка на заварливост, а тоа се најцитирани трудови. До душе морам да признам, еден од најцитираните трудови е трудовите на еден млад професор кој што сега стана, кога беше докторант пред 25 години, со него почнавме да работиме нешто, и тоа се уште е цитирано, тоа се наши резултати пред 20 години. Секој ден добивам по некој академија Еду или LinkedIn дека добивам тој труд, тој го прочитал, овој го цитирал, а овој барал копија и така натаму. Мислам, има полно, али две дела. Се е тоа во стварање и ширење на прснатини. Тоа е целата работа. Едноставно решено. Часот и 59 минути. Малку да слушнеме велешки песни. Знам дека гостинот ги сака, Сер без Донка и група Соната. А сега време е за едно орце. Нека ви е на здравје. Велешки песни, многу групи ги испеја, а ги напиша и во книга Никифор Смилевски. Да се подсетиме има неколку книги негови, али едната таа е за секоја песнова приказка. Да. И вистинска. Не викајте Аирлија, не викајте Аирлија,
вашата научна дејност ќе ја заокружиме со ова прашање: колку е важно научната соработка меѓу Србија и Македонија да се продлабочува? И дали можете вие да влијаете на тоа? Прво е јасно дека е многу важно да се продлабочува. Не ја, сите се трудиме да влијаеме на тоа и како се вика, бар во оваа област каде што можам да допринесам, а тоа е заварување и заварени конструкции, челишни заварени конструкции заправо, пред се, и можам да кажам, имаме одлична соработка, се разбира, може да биде и поголема, меѓутоа прашањето е колку сега, кое министарство има за институционална ние иначе се работуваме и вон институциите. Не значи на црно, али разменуваме резултати. Јас учествувам значи во размена на резултати со млади колеги во Скопје, например, и низ дискусии. Се трудиме да обезбедиме пристап на македонските млади научници да објават трудови во нашето списание, кое е ценето и се бодува за избор и да напредуваат и така натаму. Се разбира, нема тука, ако трудот не задоволува критериуми да помине, али се работи за тоа, ако има труд, да може да се објави полесно без некои големи трошки. Иначе мораме да кажем следеќе. Македонија има добро место и ако ме прашате, не само како македонец и како некој ајде стручњак, не треба Македонија да бере гајле за иднината во овој дел. Значи, на Машински факултет во Скопје постои... Има добри основи. Они викаат, таму стоја се никови институт за заварување и метални материјали или заварување заварени конструкции, точно се вика. И сега имате вака, од професор Аджиев кој што е во пензија, а го имате сега Добре Рунчев, кој што е најстар во областа на заварување, а во областа на конструкциите професор Зоран Богатиновски и Мартин Гавриловски. Сега Маријан Гавриловски, пардон. Они се во врвот. Али имате една помлада генерација, на чело на таа е сега редовен професор, можда еден од најмладите во историјата на Машински факултет, Филип Здравешки. Он одамна докторираше, постана професор, али влече со себе си помлада генерација. Значи, Елисавета Дончева, Александра Крстевска се колешки и разборам, оно да го кажам, најмладиот доктор Мартин Петревски, значи, не сакам да кажам ништо, да не разберете погрешно, али тоа млад дечко кој што го запознав пред 2 години на една светска манифестација, не го знае, се гордеев дека имаме од овие краеви таков човек, например, и наравно Александар Георгиевски, кој е соработник на сите овие во... Како се организирани тие, освен на... Тие се да кажем, катедри на факултетот, али сега се тоа се вика институти на... Значи има институт за материјали и за заварување и метални конструкции. И сите што работат на таа тематика користат нивни научни трудови. Тука имате, пазите, такшо. Али тука имате професори, едниот е за заваривање, другиот е за вакви конструкции, другиот за такви, па имаат своји соработници. Меѓутоа, во праксата колку е тоа користено, тоа ми е прашање. Се користи, како да не. Да. Они работат заедно, секој во својот докторат има некој научен допринос. И тој научен допринос после се имплементира. Мислам, едноставно. Да. Ако не ве прашав од оваа област, па да одиме на друга тема. Да не претеруваме со струката, да. Имаме уште теми, значи, како замислувам она што треба за активностите на македонците во Србија. Ресимо, тоа би било интересно за слушателите. Така е.
Оваа песна е доста барана и таму каде што вие живеете. Како да не? Пазите. Елено Керка и Ако умрам или загинам. Да, Јовано Елено Керка е од Кртеви, знаете, да. Пепи Величев, некој е баба, да се разбереме. Така е, била многу убава, да. Така е, да, била... Па и Пепи беше многу шармантен. Шармантен, да. Значи, да, голема празнина, секој кој ќе замине празнина, али ова, значи, ништо не е исто после тоа. Така. Ние двајцата живеевме, сите во барот мислеа дека сме браќа. Пошто така некако не се... Па Пепи и Венци секогаш бевте вие еден до друг. Навистина е среќа што ви има таму во Србија како македонец и вие сте еден од основачите на најстарото здружение Шар планина. Како дојде до основање на тоа здружение? А ваму кога кажавме Пепи Венци, мора да го споменеме и Љупчо Аджеевски, или Аджеев. Он е наш реченец исто во Винча, успешен раководител, сега во пензија замина, а представник е на Србија во ЦЕРН, во тоа Атомската асоциација европска, така да треба... Дали доаѓа тој во Македонија? Доаѓа, само не така често и го немам запознато него. Нема среќа да има такви другари кои ја па да... Да. Вие од поголем општествен... Овака да кажам за Шар планина. Значи, да кажеме, 90-тите години, кога на овие простори највише успеваше омразата, и требаше само фрлиш едно семка и шума на омраза ќе се роди, ние во Србија, односно морам да признам, не ние, него Душица Илин, дописник на радиотелевизија Скопје, односно Македонија од Белград, дојде на идеја и новинар на Тањук. На Тањук Киропанов беше, она беше на дописник на телевизија, али Киропанов тука учествува, он беше новинар на Тањук. Го ангажираат професор Синиша Зарич, кој што има жена македонка, односно растеше таа во Велес и тука матура и 300 чуда. Е Слободанка Пасовска, се работи да направиме здружение на југословенско-македонско пријателство. Така беше, значи не македонско здружение, него здружение на југословенско-македонско пријателство. Сакавме да гаиме тоа. Тоа беше прв чекор према овие национални здруженија. И тука се направи тоа здружение на нејзина иницијатива. И многу убаво име сте дале. Затоа што Шар планина е планина кој што спојува, а не разделува. Така тоа беше идејата. Професор Синиша Зарич беше председател, јас бев подпредседател, а Душица Илин беше секретар на здружението, али идејата беше нејзина. Во вториот мандат Зафир Хаджимаров беше председател на здружението. Ме интересира за колешкава. Душица Илин каква жена беше како колешка? Да, апсолутно. Знаете што? Јас синоќа видов дека денеска се доделува награда со нејзино име прв пат во Белград. Јас сум член на Советот на Македонското национално малцинство. Не знам како тоа испада, да не знаев, значи да знаев ќе направивме друг распоред. Да. Денеска се воведува 3 награди се воведуваат на познати македонци. Една е незината е управо за тоа ширење во областта на наство. Али она беше и песник, поета, пишуваше и стихови. Незиниот сопруг Виктор Шечеровски, он беше издавач на македонските вестници, Македонска виделина се вика нашето списание, али он е исто така, он е и ликовен уметник, сите се они уметничка душа, она за неа не знаеш дали е новинар или е уметник или е така сакам мора да кажам. Да е сестран новинар. Апсолутно, она беше за жал не почината, ама нејзини не беше, ал тоа беше прв чекор. После тоа, значи Лидија Демниева, нашата колешка, да. Така е,
Од гимназија ми е таа колешка. Она дојде на идеја да правиме македонско здружение Кошо Рацин, тоа по незина беше. И тука беве во тие во оснивачкиот одбор највише велешани, двајца браќа Пеневи беа, Пеневи одавна живеат во Белград, али нивниот татко бил некогаш председател на општината. Така да и јас, мојата маленкост, направивме здружение Кошо Рацин, после има и друго здружение Македониум, и така да... И на кој начин функциониравте, програма направивте, кој ве финансираше? Па, тогаш тешко беше за финансирање, значи... Само финансирање, да. Па, само финансирање, односно и македонските фирми нешто дава и така натаму. Сега... Македонските фирми во Србија? Во Србија, да. Имаше македонски фирми таму? Па, имаше представништва. Аха. Оваква, накои. Меѓутоа, сите состаноци беа во куќата на Демниева, мислам, да се разбере, ако така разговараме, или овие другите, Македониум, да кажам. Па онда, али треба да се каже друго, во меѓувреме, значи во Србија се формира Министерство за национални малцинства, а во тоа министерство партиципираат сите народи кои што имаат она 3% колку е условот да биде национално малцинство, значи имаме заедница на македонци, значи, и тука преку електори учествуваме во работа на владата на Србија, кога се во прашање сите проблеми на националните малцинства. Значи, имаме Национален совет на македонското национално малцинство. Јас сум сега член во овој мандат, во првите таму бев само, да кажем, член на здруженијата, сега сум тука член во и институционално делуваме, добиваме средства од државата. Од државата, али од Македонија, и Македонското министерство има одлична соработка нашето, кој ќе кажам, мислам, Македонско министерство за култура, сега и туризам, да. Господинот Лутков е тука, наш човек, така да го имам запознато, така е, и амбасадорот Тупанчевски, кој е една импозантна личност и он допринесува на тоа, али сега да се разбереме, имаме стабилни програми кои што поминуваат на сите инстанции, и на македонската влада и на српската влада, и имаме финансирање и можеме да финансираме разни честнувања, да финансираме да нашите деца учат македонски јазик. Значи, пред 2 месеца обележивме 7 години овладување македонски јазик во 4 основни училишта, пазите, во Лесковац. Не зборувам за оние села околу Панчево, Јабука, Качарево, Пландиште, Глогоњ, каде се македонски селеници од после војната, цели села населени со македонци. Во селото Јабука основното училиште се вика Гоце Делчев. Во селото Јабука домот на културата се вика Кошо Рацин. Во селото Јабука има и 3-та, и 5-та, и 8-та македонска ударна бригада, улици и така натаму. И да, таму се одамна се учи македонски јазик, двојазично е, али имаме 400 ученици во Лесковац кои што изразиле желба да учат македонски јазик. Ете тоа да видите, и тука беше и нашиот амбасадор, и македонскиот министер за диаспора и така натаму. Да. На пописот како стоат македонците? Послабо, значи да. Да не завлегувам, мислам дека нема политички мотив, али времето се чини свое,
ако ги поредиме резултатите на пописот последен, тоа беше 22 заpravo поради ковидот, и 11 година, на 10 години се работи пописот, бројот на македонците паднат. Се разбира, децата, втора генерација, трета генерација, се врши асимилација. Не мислам дека се врши политичка асимилација на некој притисок. Природно. Али природно, таа деца, што сега, дедо му бил македонец, па каква врска има, он се чувствува така. И не знам, ние се трудиме, не успееме да вршиме притисок децата, ја не вршам на моите, и ако ме прашате, ја стварно не знам како се изјаснуваат моите деца, односно баре војште во Србија, мислам, знам, али се работи за тоа што имаме тој проблем. Мислам дека не сме паднале границата 3%, ако паднем имаме друг проблем. Не можеш институционално да делуваш. Така е. Па затоа и овие здруженија ги формирате за да се шири таа продолжува македонска традиција. Пред сите вие здруженија, уште у бивша Југославија, прво македонско здружение имаше, зависите, во Пожаревац. Али тоа беше онака чисто македонско прво. И тоа е, морам да го кажам, мада ние некоја соработка немавме ова, зборам у времето кога почна распадот, а ние соработки имаме вака, правиме најмалку другарска вечер, али честнуваме 2 август, честнуваме 11 октомври, 8 септември, по повод на тоа. Онда имаме, сега имаме, значи Васил Шутановски е, како се вика Шутанов, е директор на Македонскиот културно-информативен центар. Имаме простори, не знам, повеќе од скоро 200 квадрата, и тука одржуваме настани промоции, промовирање. Во петок, значи сега ќе имаме вечерта, вечерва е наградата Душица Илин, а она е во клубот на книжевниците, а утре вечер е денот на мајчиниот јазик. Професори академици од Македонија се гостуваат и ќе зборуваат за мајчиниот јазик. Имавме така, се сеќавам кога беше овој Решанцев, како се викаше, номинар беше Добро. Ќе ми текне Велешанец? Велешанец беше Тоциното. Тоцинот. Да. Така е. Тоцинот беше, а мојата балдоза, она е книжевност, она беше обернат и се воодушеви кога виде Марија како Тоцинот доаѓа и како убаво зборува за македонскиот јазик и така натаму. Сега мислам во Словенија е он. Али тогаш продолжува да шири он секаде. Беше тада Тоцинот, видите, ми се блокира мозокот, али не очекував дека ќе дојдеме на таа тема, видите. Па добро. Добро, да е во ред. Али а има ли културни уметнички друштва нешто? Имаме Македониум се вика исто овој културно-уметничко друштво, они гајат македонските песни. Тоа се може би и на нашиот фолклорен фестивал биле гости. Не можам сега не знам, ако не биле да направиме нешто да дојдат, може би тоа. Да, може. Ние имаме. А може и наши пак ај вас да дојдат. Они немаат средства, али ние ги само финансирање, значи имаме чланарина колку е, а преку чланарината што ќе уплатиш оди за здружењето. Тоа се женска пејачка група и неколку мажи кои што се на инструменти ги пратат, а само се женски гласови. А иначе да ви кажам, кога бевме во Лесковац, оваа прослава, таму паднав во Лесковац, видов дека има и таму изваредна група која е мешана, а пеат македонски песми. Да. Ајде, одиме сега со вашиот којник. Да. Кажам дека имате поздрав од наши слушатели. Респект кон професорот Велат.
Македонија важи од кај ви жената од таму сте? Добро, мојата е од Којлика, јас сум Стармост, така да, а не од Велес. Сакам да го пренесам и поздравот од нашиот редовен слушател Властимир Јовиќ. Ви поздравува, ви посакува пријатен престој во Велес. Благодарам. Многу ми е драго. Би сакал да се сретна. Ќе направим. Тоа што реков дека нема да биде контактна програма, сепак нашиот слушател се јави и сака да ве поздрави лично. И можности да се сретнеме и да се видиме. Моето прашање оди во правец на тоа што од 90-тите години јас бе председател на Сдружение на Срби во Велес, кое што организираше голема хуманитарна акција, кое што однесоме околу 2 тона храна во Врање, лекови и други многу работи. Но меѓутоа ме интересира конкретно дали е тој запознат околу Сдруженијето кое што е Шарпланина во Белград. На тоа време беше председател Васил Зафир. Душица Илин, Зафир, кој што ја спомна, беше секретар на Сдруженијето. Јас настапих со неколку мејлови кога барав да воспоставиме конкретна соработка околу тоа прашање, кога ние однесовме храна, да и тие како македонци и лекови донесат нешто во Македонија. Во акцијата сакав да бидеме вклучени ние како Срби од Македонија, а тие како македонци од Србија. За кое што имавме неколку допишувања по мејл, бидејќи во тоа време беа многу тешки врските да се воспостават конкретни. И се беше на соработка, но меѓутоа после тоа ги изгубивме врските. Да. Сакам на професорот само да му кажам дека моето семејство, мојата фамилија се наоѓа до Панчево, едно село Старчево, каде што живеат мојата фамилија, и јас сум го посетил клубот на македонци во Панчево, кој што е во општината. Така. Отидов таму и јас се разочарав во тоа што го видов таму. Да бидам наискрен. Да. Дали нешто професорот знае околу оваа соработка со Хаджиманов и со Душица Илин? Значи, морам да се оградам. Јас во првиот мандат, значи, Душица Илин беше иницијатор, не ме познаваше мене, беше кај професор Озарич, и онда он вика, еве ти го, а јас случайно наидов на состанок некој друг, по друг повод, и вика, еве војки ти биде, и направив тоа. Првиот мандат беше професор Озарич,
председател, јас сум председател друштво или секретар. Во вториот мандат Зафир Хаджиманов, значи не Васил, Зафир Хаджиманов постана председател, а Душица остана секретар, имавме друг подпредседател. Верувајте, јас знам дека Србите од Македонија праќа во Јужна Србија помош, меѓутоа не знам дека немало одговор и ова. Тоа не е добро, ако можеме да кажеме дека се... Бидејќи, ако зборуваме објективно, нашата задача не е само да се бориме да македонците во Србија имаат своји права да живеат порано, него и србите во Македонија и да направиме еден мост на пријателство, да ги градиме тие мостови и значи да се подобро животот и на граѓаните на Србија во Македонија и на граѓаните на Македонија, односно македонците по порекол кои што се граѓани Србија. Прво, значи почитуваме Србија како држава. Има проблем, значи веројатно, верујте ми, не сум запознат за во вториот тој мандат, тоа беа безвезни времења. Иначе, да кажеме, ние македонците највише се покажавме во овој дел сега на несреќа кога се случи во Кочани. Значи, апсолутно наши луѓе не само што дежура, него голема помош собиравме вон институциите ко македонци да помогнеме на нашите сограѓани, а ова не верувајте ми, не сум знам дека Сдруженијето на Србија во Македонија праќаше помош и во време на кризата и така натаму, али не знам дека немало одговор и дека нема. Значи, ние имавме некоја соработка, али знаете како? Тогаш, бевме внимателни. Државме средба, односно, како се вика, манифестација, Шар планина која не спојува, не раздвојува, и онда двајца академици од Македонија зборуваа за обичаите од оваа страна, другиве двајца од онаа, па онда со слики најдовме некој професор Санников, замислите, руски професор кој што е дете на руски емигранти од Првата светска војна, он се бави со Шар планина, па го открил Хермелинот, кој животно за кое не се верува дека живее под Сава и Дунав, па и ни стана символ. Па и нашите вајари ни направија Хермелини, така натаму. Меѓутоа, со ова не сум упознат, жал ми е ако било така, и тоа нема оправдување сега, да кажам, и него ајде да гледаме напред и да не дојдеме во ситуација да, ете така што викате, да не одговори. Не можам да верувам дека не одговорила. Душица беше одговорна премногу и она цело време беше таму. После тоа, кажав, ние ако јас многу активно се уклучив на тој почетокот самиот и после кога отидов во пензија пред 4 години, кога влегов во Националниот совет, ако работам, а иначе, али ќе поправиме, да се разбереме. Сега сум влијателен и посветен на тоа, и ако имало грешки, да се обидеме да заборавиме и да одиме напред. На Вардарот повторно да застанам и по твоите сокаци серенади да правам, серенади да правам на велешките моми, серенади да правам на велешките моми. Имаме повторно слушател на линија. Добар ден, за кого? Макниев Димче Шнајдерот. Макниев Димче Шнајдерот. Дали се сеќавате, професоре, вие? Матиев Димче. Да. Од која фамилија е? Грабулови? Ја. Грабулови. Јас сум од Вановци. Од Вановци.
Од Вановци, на Методи Иванов сум внук. На Методи внук си. Да. На Методи Иванов сум внук. Готово. Јас се во момче. Јас се восхизвам на својата способност, се гордеам кој Велешан. Ти си Велешанец, Прилепчанец. Така е, да ви кажам, тачно. Татко ти од Прилеп. Така, татко ми од Прилеп, он е Грабуловски, он е... Професор Ковеш, Грабулови. А мајка ми беше, она Грабулова земаве, она иначе Ванова. Ванова беше, она на Методи, значи ние сме... Велешанец се гордеам што вака слушам. Да, значи, мојата фамилија е Вановци, иначе баба ми по мајка е Остив, таму се Филипови познати исто фамилија, така се мажеле тогаш овака-нака. А татко ми е од Прилеп и он е Грабуловски, он е на овој Грабула уметникот, прв братучет, од два брата деца се Македонијум што го направи. Работеше од Народна банка. Така е, татко ми да, го знаете. Ето тоа. Јас сум 90 годишен, затоа знам се гордеам. Да, татко ми работеше во комуналната банка, точно е така. Друго ти кажам, тој беше Димчев Пене, председател на општината што во Белград синовите. Синовите му се тука, значи да се разбереме во Белград. А Гордана Демниева ми е пријател татков. Татко и го знам. Таткото... Број 12 кај што собирате. Така е, да ви кажам. На Гордана таткото, јас го затекав во Белград кога дојдов. Он беше председател на Македонското здружение, не, Велешкото здружение на Велешани 9 ноември и организираше средба на Велешани. Тогаш немавме Македонско здружение, али имавме на 9 ноември Велешани се собиравме и така натаму. Демниев беше да... Прекрасен човек. Да. Па ги знаете сите. Гордана исто, она живее во Белград, она кој број 12, она кој на Дандова. Гордана живее во Скопје, она со момчето на изидно... Ова другова... Лидија е во Белград, а Гордана е во Скопје, мажена е за тој и Томе. Се видовме сега во саботата, бев заедно со Томе. А иначе ние сме зад печатницата. Тука се 3 кучи. Тука 3 кучи има Вановци, ете ние сме. Ете Велешани се најдовме. Јас сум Велешан со педигре. Да, браво. Благодарам многу за јавувањето. Имајте убав и среќен ден. Слушајте Радио Голди. Чао. Слушам секојдневно. Чао. Поздрав и на вас. Сега веќе кога ја слушаме Миле Попјорданов, нашата химна на Велес, ќе кажам дека пред многу години ја добивте и највисоката награда, најтешката награда од Велес, наградата Гемиджи. Па можеме да кажеме дека и вие сте дел од тие луѓе кои што заслужуваат признание и како што вели и самиот Макниев, наш редовен слушател и пријател, се гордее со тоа што Велес има ваква личност. Надвор од Македонија не заборава за Македонија. Да, за тоа немам што посебно да зборувам, а мислев да завршам и како ќе дојде до крајот ќе кажам што ми значи Велес, а ова и што ми значи таа награда. Без лажна скромност, носител сум на многу награди, имав среќа, реков, да работам пред се со луѓе кои што биле пионери во некоја област, па они скромни, а ја малку подрчен, па се појавував по светот и така натаму. Али тоа и некои од тие награди се очекувани. Меѓутоа нешто што ме погодило најдлабоко во позитивна смисла е наградата 9 ноември Гемиджиите за животно дело. Разбирате, не очекував. Мислев дека го држиме оној нашиот менталитет. Никој во своето село не станал ага.
и ја рачунав дека и тоа не ми може да припаѓа. Меѓутоа, кога бев предложен, тоа знам и можам да заблагодарам на докторот Милчо, веројатно претпоставувам дека е негов предлог, мада не дознав никој пат до крајот, а знае Аце Коцевски, господинот беше градоначелник. Јас бев почествуван што сум воопшто кандидат, а онда кога слушнав дека на гласањето сум поминал добро, ми беше јасно. Јас не сум политика, па нема поделба кој што е нашата судбина македонска, се делиме по партии, по овака и браќа и сестри. Јас добив многу гласови, сум добил таму, затоа што сите советници што одлучувале, ги прашале своите родители. Кој е, шо е, и драго ми е за тоа. А иначе, јас сум познат како човек кој немал трема. Мене не ми се случило на испит да излезам и да нешто знам, а да не се сетам да кажам. И не може нешто да ми изненади. Се сум поминал во животот сито и решето, да ми изненади да останам без текст. Јас, кога ја примав таа награда, ја останам без текст. Марија Насто, мојата балдоза, ми вика, ја те знам. Ти плачеш. А тоа е точно. Ја таа награда ја примав, ја и сега не може да бидам мирен. И ајде да се обратив на градот, да се заблагодарив. Не може да се обратам како треба на тоа мало дете од 8 години, Кристијан Арсов, кој он е прав гениалец, да кажам. Ако јас сум нешто направил со труд, он е гениалец, бидејќи, знаете, не беше нешто, али што може да направам, тоа беше да паричниот дел го споделам со него, да, односно да му припадне. И тогаш му реков на градоначалникот, не ме интересира паричниот дел, треба да го дадеме во хуманитарни сврхи, али не сакам да го дадам за болни, за вакви, тоа треба државата да бере гајле. Али ако имаш некој за таленти, да. Ако имаш некој талентиран, ако имаш студент кој што добро студира, а нема средства да помогнеме, ми рече дај ми 2 дена, 3 дена време, му дадов и испана така. Јас и сега се потресувам и таа награда има посебно место не само во мојата просторија, кај што се наградите, него во моето срце и таму поготово што пише за афирмација на градот во регионот и пошироко, мислам. Не знам што сакам да кажам. Ако некој признал и препознал дека ја вршам афирмација на градот, ја мислам дека не треба повеќе ни да очекувам. Само ако можам да продолжам колку можам. И верујте ми, не е тоа. Сите што ме знаат како живеам за Велес и како доаѓам во Велес и што се случува кога ќе дојдам ја кај мене. Така е. За жал, деновите предвидени за гостувањето во Велес ви помина. Вечерва ќе патувате за Београд. И некој убав ден повторно можеби ќе ве сретнеме низ улиците на убавиот град Велес. Па, да кажам, овака прашавте како ми изгледаше ова време. Реков, благодарејќи на моите школски другари кои имаат почит према мојата желба да се дружиме, јас кога ќе дојдам, организирана средба на генерацијата. Пак да кажам, благодарејќи на Владо Стојанов Пенчо-Јаровски, организација перфектна, се собравме 30 на души после 56 години од матурата, си поминавме добро, убаво. Само машки или не, имаше... сите имавме тука да имате и ако дами, почнам, дами. значи да кажам, значи друштвото моје во класот беше Лила Босилкова, председателката беше. Председателката, Бојаджиев Љуба, Венера, тоа бевме ние вака поблиски и ето ги поздравувам сите, али сакам да кажам, тоа ми се овака друштвото, имаме некој друштво Делвивка према нашите скотеници, али
сакам да кажам со сите, сакам да се видам, да живеам, ете со тие, да размениме по некој зборче. Во саботата бев, морам да кажам, значи во винаријата 300, а после тоа и таму ги сретнав многу драги ликови. Томена Лидија Демниева, сопругот кој што студираше со мене, дојде и тука се гледаме многу, наравно, благодарејќи на Таше Фристо, кој што кажува секогаш, ете, сме се дружеле, кога не сме имали ништа, имаме се. Таму, кој ќе го видам Миле Карага, ви кажав, се сеќавам првиот ден во школа. Миле Карага, ја и беше лично, кажу, Пеструшев, ние деца на учителки, седнавме заедно, а Миле Карага и јас одевме после во музичко училиште, беха прва генерација на армоника, кога се воведе армоника и така натаму. Тоа е тоа. А онда во неделата направив, организиравме ручок со фамилијата Чупчеви, овие, значи на мојата сопруга, тука сега е внукото Тошко со сопругата, внуката, исто така со сопругот и децата, фамилиарно се дружиме тука, се разбира, јас сум иначе ко домаќинка и мојот бајачанака Настов Анде, и сите тие фамилии ми се драги, и тие луѓе, јас се чувствувам ко дел на таа фамилија, наравно се чувствувам, али стварно се чувствувам и уживам. А онда во понеделникот направив со Гинов од Бојкаро, другар ми, нашето друштво, каде Чилако, Веселин, Дрнков, Никола, Гиго, како се, Чичата, што го викаме, Органджијата, тоа ми се другарите, Владо, Ангеловски, се тоа Велешани, тоа се деца со кои што сме се дружиле као мали, прв пат се замомчивме, прв пат себе можда се напивме, направивме некоја будалаштина, дечешка позаимена кола, сето тоа се сеќаваме со и нашите и нивните сопруги. Ние сме едно друштво, се собираме, јас кога ќе дојдам и сите се радуваме, има една шега, само нивните вика деца не се радуваат, бидејќи за тој викенд треба да бараат други баби да ги чуваат носите. Меѓутоа, ете, тоа е уживање. Не можам да некој да не прелипам, да некој да кажам, али во секој дел синоќа во... Имавте и една убава задача, еден убав текст да објавиме во Нова Македонија. Да, овој пат донесов и текст во Нова Македонија, наравно Божана ми помогна здушно да... Тоа е текст како се разблажува ракијата, земајки во обзири масените и волуминските проценти. Јас, ако ми верувате, ракија сум пробал еднаш во животот и не пијам, ама сум, ете така, се ангажирал со колеги да направиме еден приручник за тие што се бават со ракија. Излезе, тој имам во саботата. И во празничниот дел на Свети Трифон. Божана среди таман на Свети Трифон, и тоа е посветено на Свети Трифон. Има две страници во Нова Македонија, едната припаѓа на овој текст, а Божана направи да има специјална испорака 50 примероци на Нова Македонија. И тука е еден мал допринос. Не знам што да кажам, ако седнам било каде ни влезам во офицерски, се појави Дачо на мојот шура, значи другар од детинство, или Караманчето, или Јосе Пескара Вел, кај него, значи, вториот дел на, како се вика, на Свети Трифон го поминав со друштвото на Јосе Манев. Тоа ми е другар, да кажам, значи, многу сме блиски, а доста го сретнав. Да го сретнав порано, ќе ми беше многу подраго, али надокнадуваме сега, така да кажам, има луѓе кои што
значат, али секој ми значи, некој ќе влезам унатре, ќе се сеќаваш ли, па свиревме некој пат таму на таа игранка, па ваму бевме, па се степавме на фудбалот, нема појма, мислам се разбираме, кој се степав, ако нема, тоа се, да кажем, животни ситуации. Слушнав дека армоника. Учевте армоника? Да. Во кафана кога одите, која песна ја порачувате на Скадарлија? Пазите, одма да ја разбиве фамата Скадарлија, не е таа што беше. Иначе, ако порачувам сега, имам нова песма македонска, ова Наздрави за среќа, наздрави за... Мислим, тоа е песма што сега би е сакал, иначе да се разбереме, болен да бев, ќе оздравев и тага. Тие и велешките песми, тоа да. А од српските порачувам када падне први снег, тоа се знае. Таму кај што ме знае музиката, која ќе се појавам, тоа е моја песма. Звонко Богдан е поврзан со нашата младост. Мојата сопруга знае и она кажува: јас сама можев да влезам во Унион и да седам мирно додека да се соберат, имавме своја маса кога пееше Звонко Богдан во Унион беше култна кафана, ние имавме ето своја маса како млади студенти, сите таму се венчавме, сите таму направивме свадба и така натаму и ни остана тоа. Да, порашувам када падне први снег од српските, а од македонските сега нема друга него животот е еден и он не е вреден ако не се живее. Да. Ете, така. Прошле су многи љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаче, и ово наше престаче, а ваше време доđiće, ali i proći će. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubav. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubav. Пашар планина има две страни, нели? Да. Први сне, ја укрнекнем коња два ватрена сокола, па се санкам ноќ и дан. Ја укрнекнем коња два ватрена сокола, па се санкам ноќ и дан. Svakoj blagi osmeh dan, poznajem nije ili ne, nijedenoj se ne ruga. Svakoj blagi osmeh dan, poznajem nije ili ne, nijedenoj se ne ruga.
ми е задоволство сето ова време, бидејќи интервјуто секогаш е 1 час или 45 минути. Со вас ќе одиме се до 14 часот, значи имаме уште 8 минути. Сета оваа кариера што сте ја правеле, граделе, сигурно не били идеални услови. Тогаш кога заминавте и после тоа се кршеше нешто во системот, во вашите семејства, околината, бомбардирањето, раздвојувањето. Кога ве прашав кога сте заплакале, ми кажавте 90-та година. Да, како да не. Сведоци бевме на тоа што се случува јас во Србија, онака имав тогаш и голема дилема, и да немав кршеница, може би ќе се вратев 90. Меѓутоа имав така тешка кршеница и бев пред ситуација да го решам својот животен проблем. Не знам дали направив добро што направив, јас не се кајам. Меѓутоа ми беше жал што кога доаѓам во Македонија гледам граница. Разбирате? Или тоа многу ме погоди. Многу ме погоди, не очекував. Ние дека живеевме во друг свет, ние не се делевме. Меѓутоа, се надевам дека тоа е заднас и ќе оди понатаму добро, мада и сега не ми се бендисуваат во сите екс-југословенски нации, повторно се појавува некој егоизам, али тоа се премногу озбилни теми, сакам да ни остане ова што ни останува, уживањето. И да кажа да се исправам, да не видам погрешно разбор. Значи, не сум машки шовинисти. Ја ги спомнам моите другари и по имева нивните сопруги се дел, кажав, од нашето дружење. Тоа е истото тоа. Тука сме се момчеле, тука сме излегувале, почнале првите журки да ги правиме заедно. Тоа се све долги и стабилни вези, сите имаат успешни бракови на среќа. И кога ќе кажам, например, и го кажам Јосип Маре Панеров, не може да заборам Бети или неговата сопруга или децата или така натаму, кои на сите други овие другари, што спомно се извинувам ако некој прелипав, али сакам да кажам, синоќа влегувам во Овчарски. Многу драги ликови. Тоа дека дојдам до мојата маса, мене ми треба пола саат. Да. Па, вие сте добар човек, затоа мислам, да верувам, јас нема што да се трудам, природен сум и се трудам никога да не повредам, а колку успевам во тоа секој пат прашање. Али во е важно, со докторот Силаков, кој е една од легендите кој што пред мене беше во Белград, порано немав многу прилика да се гледаме, последните години вака си разменуваме. И стално ни останува во глава од калда си, ама од верезда си. И верувајте, јас сум македонец и македонски здружени, али нешто велешко има што кажа преовладува. И со него кога се видиме, нас ни уз речицата од калда си, ама од верезда си. А тоа е вистина. Која е едината на Македонија? Ја би сакал да и таа Македонија, и таа Србија, и сите влеземе во таа Европска унија, како год да е, па да исправиме. И знаете што, има стварно вештачката интелигенција, ово е точно. Мој пријател, голем научник исто од Црна Гора, дал на вештачката интелигенција прашање да ја пореди Европска унија сега со Југославија крајот на 80. Огромни сличности. Почнуваат трзавици, почнува секој на своја страна и више нема едногласие и така натаму, не дај Боже да таква судбина има и Европска унија. Мислам дека ние треба да си средиме своите држави заради себе си и да соработуваме. Ако резултат дал ќе бидеме уваа асоциација, не асоциација, може да е помалку важно. Важно е да луѓето се зближат и луѓето живеат нормално и се работуваат и да си помагаат. Поблиски комши неаме од тие што ни се комши и треба да, ако више ми дозволите, не очекувам дека ќе влеземе во политички води. Не сум политички идиот, имам своје мислење
али 15 години директор на државна институција, никој не знаеше мојот политички став каков е. Целта беше професионалност на фирмата, нема политика, да не знаев моите се работници кој за кого навива. Мислам, се работи за тоа и така треба да работиме и така треба да се однесуваме. Ако ќе дое гласање на тие гласи за овие, не ме интересирало да работиме, да постои некоја црта до каде е Македонија као држава. Не Македонија на македонци, него Македонија на своите сите граѓани. И сите граѓани треба да го почитуваат својата држава и да работат за доброто на државата. Па кој год да се нација. Јас сум тоа така да сум македонец во Србија и наravno се борам да Србија има да живее подобро, да се живее подобро, стандардот да биде повисок, да имаме мирна ситуација, да сите се работуваме, али мора се почитува прво државата во која што живееш. Така. Незините закони. И да добрите нови настрави са љубов. Кога сте повеќе среќен, во Македонија или во Србија? Во Македонија сум, дефинитивно. Мислам, не, имам друштво и во Србија и секаде, али да се разбереме, тоа таму више се као тој се подразбира. Да. Али во Македонија више кој ќе дојдам и почнам да размислувам со кого ќе се видам, што ќе се. Да, тоа е така. Можда моите пријатели од Србија ќе слушате емисијава на Facebook или нешто и ќе ми замерат, али не значи дека се помалку драги, али друго е нешто, одека е друга е атмосферата. Секој камен во мене се спомени. Ако некој те разочара, пријател или роднина, или те напуштила, љубовта најголема, тогаш само помисли и нагоре поглед. Епа, докторе Венцислав, завршија минутите ваши. Многу ми беше драго што ми бевте гостин. Верувам дека ви е прво интервју во вашиот роден крај. Така? Да. Драго ми е што е токму Радио Голди и јас како водител се потрудивме да бидеме интересни, да слушателите да слушнат повеќе за вас, бидејќи заслужувате огромно внимание и од мене како новинар и како медиум и од јавноста. Благодарам за слушателите кои што беа стрпливи и ме издржа. Може би бев негде преобимен, али сватите дека не се припремав за овакав разговор, немам што да читам, него и емоциите надвлада. Кога ќе надвладат емоциите, можда и некоја грешка ќе направи, ќе се задржиме повеќе или помалку, да видите како 45 минути. Ние сме многу повеќе од 40 минути, а мене ми беше големо задоволство. Бидете ни здрав и жив и да дојдете и во друга прилика да разговараме и за други теми. Благодарам. Дали сте вие задоволни од Јас прашањата? сум, како да не, мислам дека имав прилика да кажам се што сакав. Уште еднаш големи поздрави на вашите слушатели на Велес, на Македонија, и посакувам, што вика, најпрво добро здравје, среќа, успех, задоволство и долго вака да се слушаме, не знам сега. Разни теми ќе биде, можда ќе има и други соговорници, али оваква емисија не сум имал. Во Србија нешто слично, да, ко малцинство македонско, сум разговарал на тема за научна соработка Македонија, Србија, тоа више се, да кажам, теми кај што нема многу емоции, а овдека беше... Секако, да. Вака беше повеќе емотивно, тоа не беше али и сум, целта, ето, задоволен. Да ве представиме по... Јас задоволен што ми пруживте прилика и поздрав до вашите гледачи, а вас голема благодарност. И тогаш не заборави и да добрите нови настрави за љубов, настрави за среќа,
14 часот и 4 минути. Тука се одјавуваме од денешното издание на Среда среќно. Наш гостин беше денес доктор Венцислав Грабулов, доктор на технички науки, научен советник, истражувач, добитник на награда за животно дело Гемиджи на град Велес. Човек со над 220 научни трудови, меѓународни признанија и се друго што слушнавте во изминатите 2 часа. Ви благодарам на вниманието. До следната среда, до слушање. Ве сака Радио Голди. Чао, чао. Или те напуштила љубовта најголема, тогаш само помисли и нагоре погледни, има Господ гледа се.